Државната изборна комисија одобри акредитации за вкупно над 1200 наблюдувачи, 591 странски и 658 домашни за локалните избори на 19 октомври. Околу 9000 лица ќе гласаат од дома поради болест или немоќ, а конечната бројка по општини ќе биде објавена наскоро. Државната изборна комисија одобри дополнителни акредитации за повеќе организации и ја исправи техничката грешка во образецот 13G. Трите поднесени приговори за избирачко право беа одбиени како неосновани. Во Гостивар, при претрес на дом во кој престојувала турска студентка, полицијата пронајде психотропна дрога. Истражителите утврдиле дека студентката примила пратка од Белгија означена како нотес, во која била сокриена дрогата. Запленетите супстанции се вештачат, а против неа е поднесена кривична пријава за неовластено производство и промет на дрога. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ја започна својата турнеја низ Западен Балкан за да ја истакне поддршката на Европската унија за проширувањето и планот за раст вреден 6 милиарди евра за регионот. Првата посета е во Тирана, каде ќе се сретне со председателот Бега и премиерот Рама, а потоа ќе говори на инвестицискиот форум EU-60B6. По Албанија, таа ќе ги посети Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Косово и Македонија. На Кичевскиот пазар, пиперките за ајвар чинат од 40 до 50 денари за килограм, но трговците велат дека годинава има помал интерес и помалку купувачи поради тешката економска состојба. Граѓаните се обидуваат да заштедат, па многумина купуваат во маркет наместо на пазар. За 30 килограми пиперки и потребни состојки за ајвар трошокот е околу 2500 денари, а од таа количина се добиваат до 13 тегли. Од декември, пензиите во Србија ќе се зголемат за 12,2%. Просечната пензија, која во август изнесувала околу 50.600 динари, ќе порасне на приближно 56.800 динари, односно околу 485 евра. Зголемувањето значи околу 6.000 динари повеќе месечно за пензионерите. Вкупното покачување од ноември 2024 до декември 2025 изнесува 24,4%. Од денес, во Албанија е воведена привремена забрана за користење електрични скутери. Министерството за внатрешни работи и државната полиција ја донесоа одлуката поради големиот број несреќи, дури 991 случај во 2024 година. Забраната ќе трае додека не се изготви нова регулатива со јасни правила за возраст, брзина, безбедност и дозволени зони на движење. Забраната има за цел да ја зголеми јавната безбедност и да воведе ред во користењето на електричните скутери. На локалните избори во Косово, во 21 од 38 општини градоначалници беа избрани во првиот круг, додека во 17 општини ќе има втор круг на 9 ноември. Српска листа победи во 9 општини со српско мнозинство, меѓу кои Северна Митровица и Грачаница. Во Приштина, Призрен и Пек следуваат клучни втори кругови меѓу кандидатите од трите водечки партии. Излезноста беше 39%, а изборниот ден помина мирно и без инциденти. Вредноста на доларот се зголеми минатата недела во однос на главните светски валути, најмногу кон јенот и еврото. Јапонската валута ослабе по изборот на новата премиерка Санаe Такаичи, која најави продолжување на политиката абеномија. Еврото падна поради политичката криза во Франција, каде премиерот Лекорну поднесе оставка, па потоа повторно беше назначен. И покрај намалувањето на каматите во САД и блокадата на федералните агенции, доларот остана силен, а тензиите дополнително пораснаа откако Трамп најави нови царини кон Кина. Хамас ослободи 7 израелски заложници кои беа киднапирани за време на нападот на 7 октомври 2023 година, по повеќе од 2 години заробеништво. Израелското министерство за надворешни работи соопшти дека ослободените се мажи кои биле држени во сурови услови без медицинска нега. Нападот на Хамас тогаш однесе околу 1200 животи и повеќе од 250 лица беа одведени во Газа. Американскиот председател Доналд Трамп и египетскиот председател Абдел Фатах ел Сиси денес како председаваат со самитот за мир во Газа во Шарм ел Шејк. На настанот присуствуваат повеќе од 20 светски лидери, меѓу кои Макрон, Мелони, Ердоган и кралот Абдула II. Самитот има цел да стави крај на војната во Газа и да воспостави траен мир на Блискиот Исток. Настанот следи по ослободувањето на израелските заложници и представува прв чекор во спроведувањето на мировниот план на Трамп, кој вклучува прекин на огнот и стабилизација на регионот. Силни дождови предизвикаа ненадејни поплави во Каталонија, при што бројни луѓе останаа заробени во своите возила, а улиците во градовите Ларапита и Санта Барбара се претворија во реки. Властите прогласија црвена тревога и ги повикаа граѓаните да останат дома. Метеоролозите предупредуваат дека може да наврнат до 180 мм дожд за 12 часа.
Иако засега нема повредени, штетата е голема, а железничкиот сообраќај по Медитеранскиот коридор е целосно запрен. Во Мексико, најмалку 47 лица загинаа, а 38 се водат како исчезнати по разорни поплави и одрони предизвикани од обилни дождови. Над 260 населени места се отсечени, а илјадници домови се уништени. Најпогодени се државите Веракрус и Идалго, каде што граѓаните протестираа барајки побрза помош. Председателката Клаудија Шејнбаум вети поддршка, додека метеоролозите предупредуваат дека дождовите ќе продолжат. Поплавите се поврзани со тропските циклони Присила и Реймонд, а меѓу последиците е и трагичната смрт на бенгалски тигар што побегнал од зоолошка градина во Пуебла.